Колешке Николова, вие сте професор по информатика, наука што јас премногу ја ценам. Значи, премногу ја ценам и знам што треба да знае професор за информатика да ги научи деца. Но, приказната што на почеток ја кажавте, немојте уште еднаш да ја кажувате ни на деца од предшколска возраст, затоа што сите знаат. Сега се и децата од предшколска возраст доволно паметни да не можете да ги излажете. Тоа што го кажавте со стара куќа, ништо не важи. Тоа се виде и во првиот круг на претседателските избори. Што да им кажувате, луѓето сами знаат. Еве еден пример, да ви кажам, во таа стара куќа разрушена, министри за странски инвестиции беа Бил Павлевски, Веле Самак, Виктор Мизо. Тоа ви е исто како во фудбал да ги имате Меси, Роналдо и Салах во екипа, а сега имате, не знам, не сакам да испомнувам имињата и не ги знам, третолигашка екипа од некоја слабо рангирана држава. Така да, тоа немојте уште еднаш да го зборувате во тој дел. Во поглед на локалната самоуправа, значи, добро е што министер ќе биде колегата Милевски, но тој треба уште сега да знае во што се впушта. Тоа вие како да се впуштите во базен во кој има ајкули, ќе ве изедат. Треба да сте спремен, треба да имате и средства и мотив, но и треба да имате екипа, а досегашните градоначалници, барем по она што го покажа, не покажа ништо и за жал, она што јас можам да го видам во Битола, за која најмногу зборува и колегата Милевски, и колегата Ковачевски, колку била загадена, колку инфраструктурата не чинела, па сега враќајќи се во тој дел, ја расипав колата од дупки на патот во Битола и тоа во централното градско подрачје. Исто така, поминувам од Струга, Охрид, Гостивар, Тетово до Скопје и знаете, ништо не се работи. Тоа е Министерство за локална самоуправа и треба со тие луѓе да работи. Така да, сето ова што го кажавте во почеток, ве молам уште еднаш, немојте да го кажувате за таа стара куќа, затоа што во таа стара куќа имало многу вредни луѓе. Благодарам. Благодарам.